Да, 3 седмици после Скопски маратон 2018, во кој не успеав да ја исполнам целта и амбицијата за трчање на маратонот по 2 часа и 40 минути, но може да кажам дека сум делумно задоволен затоа што комплетно целиот план го реализирав од А до Ш, односно во рамки на можностите. Во оваа анализа ќе се осврнам на тоа што беше реалната пречка и секако кои се идните планови за работа на овој фактор. Оваа анализа може да ја направам и буквално на ден после самата трка, затоа што реално нема никаква филозофија, односно за мене е многу јасно и позната ситуација зошто и како се истрча тоа што се истрча, но се случува ред работи, па со оправдани и неоправдани изговори. После цели 3 седмици наоѓам време да седнам и да ја снимам. Да не должам многу, за оние кои што ја сакаат најкратката верзија од оваа анализа, ќе кажам само дека еден од најголемите фактори за непостигнување на посакуваниот резултат беше факторот на недоволна мускулно-скелетна спремност во однос на кардиоваскуларната спремност. Односно, каросеријата не можеше да го додржи моторот кој што беше спремен за трчање на овој резултат. Накратко да образложам. Чувството на напор беше едноставно една висока аеробна зона, далеку од пременување на лактатен праг, кардиоваскуларниот систем, односно елементите срце и плуќа, беа сосема контролирани, значи лесно дишење, но тоа што попушти беа мускулите и прецизно квадрицепсите. Значи, ете го одговорот на верзијата за кратка анализа. Понатаму ќе продолжам со анализирање на малку подетално на секој од факторите. Најпрво ќе почнем со образложување на стратегијата за трката, односно пейсирањето на самата трка. Па тргнувам со пресметката според една Excel апликација за која што предвидува дистанца на маратонот 42,2 км, која што е всушност тешко изводлива во реални услови на трка. Па затоа ставив време на финиш од 2 часа 38 минути и 50 секунди со цел да ги вкалкулирам и дополнителните минута и 8 секунди кои што ќе ми требаат за трчање на некои предвидени дополнителни 300 метри екстра дистанца со просечно темпо од 3 минути и 46 секунди. Па целта е јасна, односно движење со просечно темпо од 3 минути и 46 секунди по километар и понатаму продолжуваме. Значи, идејата е од првиот до петиот километар во маратонот буквално да направите една проверка, една асесмент на телото, на дишењето, како се чувствувате, малку да ги загреете нозете, па одејќи според оваа логика, па одбрав една конзервативна, односно за мене е правилна стратегија на движење во првите 5 км со цел загревање од темпо помеѓу 3 минути 50 секунди до 3 минути 53 секунди, а понатаму движење со некое темпо околу 3:46 секунди помеѓу 6-тиот и до 35-тиот километар, за да последните 7-8 км всушност се оди со темпо најбрзо што може, односно комплетно користење на преостанатата енергија. Дали и како се движе фактички на самата трка ќе можеме да видиме преку следниве две слики, односно најпрвено помеѓу првиот и 22-тиот километар, па можеме да забележиме дека помеѓу во првите 5 км буквално се движам во предвидените рамки, понатаму некој километар со побавно, некој километар со исто темпо според планот се продолжува трката. Значи, се до во овој момент е буквално едно фино, релаксирано, контролирано темпо на трка, напор кој што е, ајде би го предвидел 8 од 10, значи нема тука race pace, затоа што маратон со напор од 9 од 10, 10 од 10 е
Мислам дека е малку лудост да се трча. Па, понатаму гледаме за помеѓу 23-тиот и 42-тиот и половинка километар. Значи, проблемите почнуваат негде околу 32-тиот километар, кога всушност треба да почнам да убрзувам за конечно да ги вратам неколкуте секунди во следните 3 километри, а понатаму буквално да одам и фул газ. Но во овој момент почнуваат првите импулси на грчеви на квадрицепс мускулите и пробувам да се релаксирам максимално што можам, значи да не работам под притисок, односно под голем напор, контролирано дишење и така натаму, значи пиење вода, јадење и слично. Но секако ефектите на недоволна спремност, односно недоволно јаки мускули, конкретно споменатите, квадрицепсите, се покажуваат веќе крајот на 37-миот километар, односно веќе од 38-миот комплет до самиот крај имам движење со едно темпо кое што е буквално добри 40, 45 па и 50 секунди поспоро од предвиденото темпо за предвиденото просечно темпо за завршување со време по 2 часа и 40 минути. Да, автоматски тоа го прави овој резултат таков како што е, односно 2 часа 48 минути и 33 секунди. И понатаму можеме да го анализираме и моментот на движење на каденца, односно број на чекори во минута со должината на чекорот, односно да го потврдиме моментот за последните буквално 11 километри, 10-11 километри. Што можеме да видиме тука на овој графикон, на оваа слика, можеме да видиме дека каденцата е постојано иста, односно баш она рейс каденца за натрка од 180 плюс чекори во минута. Меѓутоа, тоа што ќе го забележиме дека веќе од 32-тиот километар почнува да се намалува должината на чекорот, со тоа што тој е всушност механизмот со кој што во тој момент телото нашло метод да се справува со грчевите, односно да го скрати чекорот, а да се задржи истата каденца со цел да се успее да се издржи, да се заврши трката и автоматски со пократок чекор при ист број на чекори во минута и поминатото растојание е пократко за дадено време. А чисто за споредба, на следната слика може да се видат просечната каденца на минута со просечната должина на чекор. Па, можеме да забележиме дека станува збор за каденца од 179 до 180 чекори во минута со должина на чекор од 1,45 до 1,5 м. Понатаму малку подетално ќе ги покријам факторите кои што се битни за квалитетно трчање на маратон. Па ќе почнам од моментот со хидрација и нутриција за време на трката, пред трката и така натаму. Значи можам да кажам дека сум, да речеме, горд на себе затоа што во целост ја исполни стратегијата која што ја планирав од самата подготовка за трка и за време на трка, значи буквално како што имав испланирано и како што имав тренирано за време на долгите трчања и на појаките тренинзи, така истерав и на маратонот, така да би рекол дека немав проблеми во тој поглед. Значи немав проблем со дехидрација и некаква слабост, значи со било какви стомачни проблеми и така натаму. Значи се беше во ред во однос на тој фактор. Сега дали долгите трчања ми представуваа реална симулација на темпото за трка и всушност на самата трка. Би рекол дека долгите трчања како тренинг беа сосема во ред, односно
трчањето на исто темпо кое што би го трчал за трка во цели 42 километри е лудост и глупост, затоа што тоа се трча реално само на трка, затоа што тоа би било буквално трчање на маратон пред самиот маратон, односно веќе тоа е голем напор и умор за нозете и за самиот систем комплетен. Дали трчањето на трака го симулираше ефектот на трчање на асфалт и дали беше доволно за подготовка за маратон. Би рекол дека трчањето на трака еден момент би променил само, односно наместо 1% стрмнина која што имав подесено при трчањето, во следни тренинзи би наместил тоа да биде 1,5 па дури и 2%, се со цел на поголема симулација на надворешните услови. Значи ветер, едноставно тоа што вие треба да трчате на површина, наместо површината да трча под вашите нозе, како што е трчањето на трака. Па, значи, едноставно само подесување на стрмнината во овој случај би го решил проблемот на комплетна симулација, односно ако се нема услови за правење на тренинг надвор, за тоа да биде еден успешен и квалитетен тренинг внатре. Тренинг планот, сметам дека истиот тренинг план би го користел и за следен маратон, односно со мала промена, односно замена на 2 лесни трчања со тренинг на велосипед, се со цел да се добие малку помала километража на нозе, односно до 100 км наместо просекот од некои 110 км кој што го има всушност со најдолгата недела од 133 км сметам. Па, значи, сметам дека во овој момент до 100 км можем да поминам без никакви повреди, а при тоа и сметам дека поголема цврстина на нозе може да се добие со вметнување на тренинг на велосипед, значи во затворено, значи на тренажер, еден добар тренинг од половина час до час време на велосипед, сметам дека би заменил доволно солидно трчање со комбиниран тренинг на квадрицепси. Понатаму, во однос на тренингот за нозе, сметам дека било со малку повеќе и со појак тренинг за нозе, односно поголемо малтретирање на квадрицепсите. Тоа планирам да го постигнам дел преку тренинзите на велосипед и дел преку класичен тренинг за сила и цврстина на нозете. Сега, откако ги анализира факторите врз кои можев да имам комплетно влијание, интересно е да се спомене и факторот временски услови, односно температурата на воздухот, влажноста на воздухот, ветер и така натаму, значи кои што се секако фактор од една трка и резултат. Па, преку следниве слики ќе може да видиме некои скриншотови кои што ги правев денови пред трката и како се менуваше самата прогноза за времето на денот на трка. Немам скриншот од самиот ден на трката, меѓутоа знаеме какво време беше, значи пек на сонце буквално уште во 7:30 кога почна да го загрева асфалтот кој што претходно беше изладен со еден вечерен дожд. Па од тој момент јасна беше ситуацијата дека мускулите ќе треба да работат малку понапорно во регулирање на температурата, односно во одржување на една пониска температура, која што исто така верувам дека е фактор во грчењето, значи сметам дека може да се направи компарација на температурата во мускулите која се постигнува како и при вежбање со поголема тежина, повеќе повторувања или пак изометрични вежби, односно стоење во иста позиција неколку десетици секунди. Односно алудирам на оној burning ефект кој што представува и фактички зголемена температура. Значи, она чувство на горење, на постигнување на максималната издржливост на даден мускул, например. Во случајот на маратонот, овој процес е
побавен, но со сигурен раст на температурата, односно доколку нема надворешни фактори како температура на воздух или ладен дожд или слично нешто да ги излади тие мускули на нозете, тие бавно но сигурно ќе постигнат температура која што ќе се манифестира со грчење и така натаму. Така да, имајќи ја предвид оваа моја слабост, веќе почнав да тренирам вежби за квадрицепси, возење на велосипед, на тренажер, возење на бајоник ранер и слично, значи тренизи со кои што пред се таргетираат квадрицепс мускулите, се со цел за наидниот маратон, здравје септември или октомври, се уште не сум одлучил кој ќе биде, да се истрча без проблеми на ова поле, односно да ми биде дополнителна потврда за добра анализа на факторот за неуспех на првиот обид за трчање на маратон под 2 часа и 40 минути. Со ова ги завршувам овој серијал на делумни видеоблогови и голема благодарност за поддршката од сите кои ги следаа овие видеа. Верувам дека секој си ја направи својата анализа од Скопски маратон, се со цел поуспешна следна трка. Се гледаме со некои следни интересни видеоблогови.